Снимените разговори од прислушувањето во Македонија се сместени на 180 хард дискови. Од нив во СЈО е предаден само еден. Најголемиот дел од нив се однесуваат на СДСМ, а само 10% на владата на ВМРО-ДПМН. Со прислушуваните разговори за врвот на социјалдемократите се сакало да се обезбеди смена на раководството во партијата и на тој начин на чело на структурата да дојде некој кој ќе може да го смени името, вели новинарот Васко Ефтов. Сето тоа според него било под контрола на британската МИ-6. Агентот Силвер има добиена задача од структурите на МИ-6 да ја прислушкува работата и структурата на СДСМ, бидејќи таму требало да биде реализирана операција на менување на раководството. Тоа означало дека треба на чело на структурата да биде донесен човек кој ќе биде задолжен да го смени името на Република Македонија. Структурите на МИ-6 преку својот агент, господинот Силвер или агентот Силвер, влегуваат во операција на прислушкување во Република Македонија, влегуваат во операција на промена во врвот на СДСМ и влегуваат во операција на приспособување на СДСМ за борба до финално истребување со партијата ВМРО-ДПМН. Целата операција се спроведува од 2010 до 2014 година. Според Ефтов, неизводливо е целиот материјал од прислушуваните телефонски разговори да се пресними на USB. Постојат два системи, главниот оперативен систем и резервниот оперативниот систем. Всушност во структурите на МВР во рамки на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија не постои можност во оперативниот систем да се внесу USB или одредени стикови и на тој начин да се преснимуваат дел од сниманите телефонски разговори, туку тоа се прави на еден многу едноставен начин. Не се користи главниот оперативен систем, туку се користи резервниот систем кој всушност треба да биде одредена бекап или резервна варијанта ако не функционира главниот оперативен систем. А истрагата вели дека тој господинот Георги Лазаревски, на крај ќе видиме зашто всушност станува збор, го користи резервниот систем и снима телефонски незаконски прислушкувани разговори и ги сместува на 180 хард дискови. Ефтов истакнува дека Леополд Монктон од британската разузнавачка служба МИ-6 има клучна улога во кризата во Македонија. Почнал да работи на неа во 2011-та, учествувал во создавање на кризи и скандали во повеќе земји од југоисточна Европа.